овие 2 дена во Струмица се извршува обука за управување и ракување со воздухоплови, односно дронови, кои што ќе се користат со термални камери и 3 такви воздухоплови ќе добијат општините Гевгелија, Радовиш и Струмица. Секако дека ова ќе им биде од голема корист при рана детекција и превенирање на пожари во шумски предели, односно ќе ги користат во превенцијата за шумски пожари. Исто така би сакал да споменам дека Општина Струмица, односно противпожарната единица од Општина Струмица добива ново возило за кое што ќе користи за справување со пожари, и сметам дека со овој проект кој што ќе биде заокружен со едно ново противпожарно возило некаде на почетокот на декември, кое што ќе го добие Општина Радовиш, и сите 4 општини, односно сите 4 територијални противпожарни единици во регионот ќе ги опремивме со една нова модерна опрема, која што се надевам дека значително ќе ги зголеми и ќе ги зајакне капацитетите во справувањето со шумски пожари. Денеска на моje лично огромно задоволство, заедно со директорот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, мојот пријател Ѓоко Камчев, заедно со моите колеги од Гевгелија, Радовиш и Босилово, заедно со командирот на територијалната противпожарна единица од Струмица Александар Гудев и припадници на територијалната противпожарна единица од Струмица, но и од други градови. Ја имаме честа да ги запознаеме граѓаните и да афирмираме за една убава работа, а тоа е доделувањето на специјализираниот противпожарен камион за потребите на противпожарната единица. Во однос на спецификацијата станува збор за возило кое што има носивост на вода од 3 тона резервоар и секако ќе биде, мислам, добро и за градот и за населените места. Овде вреди да се спомене дека покрај тоа што го добива Струмица, ова противпожарно возило ќе им служи и на жителите на Новосело, Василево, Босилово, заради тоа што нашата противпожарна единица е територијална и го покрива микрорегионот. Секако задоволство е што ја модернизираме практично противпожарната единица со добивањето на новите дронови со термални камери за рано откривање на шумски пожари, и секако дека со таквата добра соработка заедно со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, со сите колеги ќе аплицираме за уште повеќе проекти, пред се финансирани преку ИПА Интерек програмата, финансирани од Европската унија. Оти на крајот на денот и тоа се бенефитите од Европската унија, тоа е нештото по кое што сите ние како градоначалници аплицираме, се бореме за што е можно повеќе проекти, се со заедничка цел подобрување на условите за работа на нашите служби, а крајната цел е излегување во пресрет и бенефит директен на граѓаните. Нека ни е со среќа.